Централен дневник на К1 телевизија. И во ова издание ви информираме за вестите од регионот, Македонија и светот. Еве што ќе гледате. Нова странска инвестиција во Штип. Германски Technical Textile отвора фабрика. Во јуни и јули вработување на првите 200 работници. 88 невработени лица ги добија сертификатите за напредни IT вештини. Со свечена академија и прогласување на најдобрите просветни работници за 2015 година, одбележан 24 мај, денот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи. Економијата е на удар од актуелната политичка ситуација, но Македонија се уште е атрактивна за инвеститорите. Германскиот Technical Textile наскоро ги отвора своите погони. Првите 50 работници веќе се обучуваат, а се планира бројот на вработени да достигне 1000 луѓе. И покрај експертското мислење за можно негативно влијание на актуелната политичка ситуација врз економијата во државата, странските инвестиции продолжуваат, а најавени се и нови мерки за посилна економија. Македонија останува атрактивна за странските инвеститори. Потврда за тоа е и последната најава за влез на американскиот гигант Леар во земјава, како и германската компанија Technical Textile, која наскоро ги пушта во употреба своите погони. Првите машини веќе биле инсталирани, а во Словенија се обучуваат и првите 50 работници. Ќе вработиме 200 работници во јуни и јули. Со целосно реализирање на инвестицијата, бројот на вработени во компанијата ќе достигне 1000 луѓе. Во моментов бараме различни профили и работници за производство и луѓе за административни работи. Ние сме задоволни од работната етика на македонските работници и гледаме добра иднина. Technical Textile произведува фиберглас и пластични полимери кои се користат во бродската и во авионската индустрија. Во светски рамки компанијата е втора по големина во својата област. Првичниот план за 600 вработување е проширен на 1000, а менаџментот веќе најавува и нови вложувања, што би значило и надминување на инвестиционата вредност од 10 милиони евра. Ги разгледуваме можностите и за нови инвестиции. Профитот што ќе го правиме во Македонија планираме да го реинвестираме, нема да го изнесуваме надвор од земјава. Македонските власти најавија пакет мерки и промени во многу сектори, со кои би се засилил функционалниот систем на управување, а конкретни предлог мерки до владата ќе достави и бизнис заедницата, со што би им помогнале на компаниите да ја пребродат моменталната ситуација. На патниот правец Кевгелија Скопје, пред тунелите кај Демир Капија, возач се обидел да прегази полициски службеници откако не го сопрел возилото по нивната наредба. Во обид да се спасат полициските службеници, при падот еден од нив случајно испукал еден куршум кон возилото затоа што пренесувало мигранти. Во текот на вчерашниот ден во 15 часот и 45 минути полициски службеници со видлив знак дале наредба на патнички автомобил марка Ауди и марка BMW со скопски регистарски ознаки да сопрат со намера да извршат контрола. Меѓутоа возачите со возилата не сопрале на дадениот знак, односно возачот на патничкиот автомобил марка Ауди се обидел да ги прегази полициските службеници со возилото, пошто со голема брзина се упатил кон Скопје. Еден од полициските службеници, избегнувајќи го ударот во моментот додека паѓал, испукал еден куршум од автоматско оружје. Во 16 часот и 30 минути патничкиот автомобил марка Ауди е пронајден на автопатот Кевгелија Скопје, односно во близина на Клучката кај село Караслари. Во возилото исто така се пронајдени траги од крв и истото ќе биде предмет на дополнително вештачење. Инаку увид на лице место изврши увидна екипа од секторот за внатрешни работи Велес, исто така беа присутни и инспектори од секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди, кои понатаму се вклучени во расветлување на настанот. Од денес Агенцијата за катастар на недвижности преку географски информацијскиот систем на својата веб страна ги објавува цените за сите купопродажби и закупи запишани во регистарот на цени и закупнини. Ова ќе овозможи прикажување на движењето на цените, а личните податоци ќе бидат заштитени. Достапни се информациите за бројот на трансакции на одредена геолокација, која цена е постигната,
за каков тип на недвижност се работи, која е квадратурата на недвижноста што била во промет, за каков тип трансакција се работи и датумот кога е извршена истата. За 2 месеца во регистарот на цени и закупнини на недвижностите се внесени 5000 трансакции, најголем дел од нив се реализирани во Скопје. Од денес преку ГИС порталот gis.katastar.mk започнува јавното објавување на сите купопродажби и закупи, кои ќе го прикажат трендот на движењето на цените, а личните податоци ќе бидат заштитени. До денес, сите физички и правни лица кои сакале да купат или продадат имот, да дадат или земат под закуп недвижен имот, се соочуваа со проблемот на недоволна количина на податоци и информации за цените од пазарот на недвижности и истите се подпираа на несигурни и неофицијални податоци од луѓе или правни лица кои купувале или продавале имот. Овие проблеми веќе се минато. Се надминува проблемот со недоволна количина податоци и информации за цените, поради што се користеа несигурни и неофицијални податоци. Од денес, пазарот на недвижности во Република Македонија станува транспарентен. Првичните анализи покажаа дека за отприлика 20% се прикажуваат пониски цени во споредба со оданочените цени. Целта на регистарот на цени е да оваа разлика исчезне. Регистарот на цени е основна алатка која треба да придонесе за масовна проценка на недвижностите, зашто катастарот потпиша меморандум со комората на проценувачи, со која ќе воспостават и база на проценки на недвижностите. Агенцијата за катастар на недвижности ќе ја воспостави и ќе одржува базата на процени и ќе обезбеди бесплатен пристап на проценувачите до базата. Проценувачите пак се должни да ги внесуваат податоците од секоја извршена поединечна процена на недвижен имот. Членовите на комората ќе можат бесплатно да ги користат податоците од базата на процени. Доделени сертификати за напредни IT вештини за 88 невработени. Обуките ги организираше Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување на Република Македонија. Со овие обуки невработените лица се стекнаа со интернационално признати сертификати. 88 невработени лица веќе ги имаат во рака своите сертификати за завршени обуки за напредни IT вештини. Издадените сертификати се интернационално признати, а обуките со кои невработените лица дојдоа до нив ги организираше Министерството за труд и социјална политика во соработка со Агенцијата за вработување на Република Македонија. За реализација на овие обуки од државната каса се издвоија 8 милиони денари, а истите ги спроведе најголемиот едукативен центар во државата Семос Едукација. Со најавените странски инвестиции, потребата за ваков кадари, за вакви вештини кои што и за невработени лица кои што имаат сертификати за овие обуки е навистина големи, токму поради тој факт го зголемивме обемот и офатот на невработени лица кои што ќе ги завршат ваквите обуки со цел побрзо и полесно да стигнат до работа. Министерството за труд и социјална политика заедно со Агенцијата за вработување планираат распишување на нов јавен повик за невработени лица, заинтересирани за надградба на своите вештини во оваа област. Обезбедени се околу 22 милиони денари за обука на 220 лица кои ќе имаат поголема можност да дојдат до ново работно место. Сите овие сертификати кои што ги доделуваме веќе од 2010 година навака, се со цел да го зголемиме капацитетот на нашите невработени лица да полесно се вработат, а воедно тие влегуваат и на глобалната листа на квалитетни кадри кои што поседуваат сертификати од овие обуки. Ние продолжуваме и наредниот период со обуки кои што ќе ги дадеме на пазарот на труд, но битно е сите оние кои што ќе се пријават да имаат мотивација, да бидат спремни за тестирање и да бидат спремни да учествуваат на овие обуки. Странските инвеститори во државава имаат потреба од работници со напредни IT вештини, сертифицирани со сертификати од меѓународен карактер, а обуките ќе им помогнат на невработените и да излезат на глобалниот пазар на трудот. На тој начин тие излегуваат не само на пазарот на трудот во Македонија, туку излегуваат на пазарот на трудот и глобално со можност да работат од дома, значи без потреба да ја напуштаат нашата земја, да останат тука, да најдат можност за вработување некаде во оној паралелен интернет онлайн свет. Изминатите години овие обуки ги поминаа над 470 лица, од кои веќе 240 се вработени.
Со свечена академија во Велес беше одбележан 24 мај, денот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи. На овој ден се празнува и благородната мисија на просветните работници. Традиционално беа прогласени и најдобрите наставници за 2015 година. Со свечена академија во салата Бели Мугри во Велес се одбележа 24 мај денот на сесловенските просветители, браќата Свети Кирил и Методи. Во чест на празнувањето на денот на просветните работници, пред присутните се обрати градоначалникот Славчо Чадиев, свесни за улогата и значењето на образованието за развој на локалната заедница. Истакна дека општината ќе продолжи со максимални напори да ги подобрува условите за работа во училиштата и да го издигне образованието на европско ниво. Секој навраќање на овој светол датум од македонската историја уште повеќе го разгорува чувството на припадност на овој народ, јазикот и корените на идентитет на секој македонец, истакна Чадиев. Денес само во нашата општина во Велес работат 720 просветители, наставници во основното и средното образование. Тие секојдневно со писмото на Кирил и Методи отвараат нови хоризонти пред иднината на овој град, а тоа се нашите деца. Тие ја носат одговорноста за цврстината на најважната алка во континуитетот на обстојување на македонскиот јазик и на македонската култура. Денес е ваш ден. Нека ви е честити вековите. За најдобар наставник во предметна настава за оваа учебна година беше прогласена Весна Сарагинова, вработена во основното училиште Благој Кирков, како наставник по општо техничко образование, и Љубинка Ртовска, наставник по македонски јазик и литература во средното училиште Димитрија Чуповски, ја понесе наградата за најдобар просветен работник во средно образование. Да се биде просветен работник е многу одговорна задача. Да се работи со најсветото нешто на родителот, детето, секако дека представува вистински предизвик. За мене, призванието представува мотив да продолжам понатаму. На свеченоста уметничкиот дел го збогати сопран Благица Поптомова во пијано придружба на професор доктор Милица Шкарик. Гимназијалката Магдалена Конева е музата на Рацин, заштитно лице на 52-то издание на поетската манифестација Рацинови средби. Од вкупно 9 пријавени кандидатки на конкурсот Музата на Рацин, стручната жири комисија по спроведената аудиција со едногласна одлука ја избра токму неа. Магдалена Конева е музата на Рацин, заштитното лице на 52-то издание на поетската манифестација Рацинови средби. Конева е ученичка во 4-та година во гимназијата Кочо Рацине од Велес. Од вкупно 9 пријавени кандидатки на конкурсот Музата на Рацин, стручната жири комисија по спроведената аудиција со едногласна одлука ја избраа токму неа за заштитно лице на манифестацијата. Со неа ќе се реализира целокупниот рекламен материјал, а ќе биде вклучено и во перформансите од уметничката програма за свеченото отварање и затварање на манифестацијата, предвидени за 11 и 12 јуни. Целта на конкурсот е современ третман на Рациновата муза како значајно обележје на неговата љубовна поезија, а воедно афирмација и промоција на младите од Велес и нивното активно вклучување во оваа значајна културна манифестација за Велес. 9 прозни дела се во трка за наградата Рациново признание. На адресата на општина Велес свој дел испратија 9 автори. Според конкурсот, за прв пат годинава, наградата Рациново признание е строго дефинирана. Рациновите средби годинава ќе се реализираат во Ново Руво, Велешени, па и граѓаните на Македонија на 11 и 12 јуни ќе имаат можност да видат безброј активности поврзани со Рациновите средби. Соочени со тешката состојба во нивната држава, голем дел од мигрантите се одлучуваат патот кој за нив представува пат на слобода и мир да го минат со првото изгревање на сончевите зраци. Во Велес во текот на ноќта, но се почесто и во текот на денот, може да се забележат групи на мигранти како се движат по пругата во северен правец. Според МВР, транзитирањето на илегалните мигранти не е само локален проблем, туку е проблем на глобално ниво. Секојдневно може да се забележи помала или поголема група мигранти како транзитира и се движи по железничките пруги. Соочени со тешката состојба во нивната држава, голем дел од мигрантите се одлучуваат патот кој за нив представува пат на слобода и мир да го минат со првото изгревање на сончевите зраци.
Поради тоа што тие се илегалци во нашата држава, полициските службеници според законска обврска мораат да ги приведат, а потоа да ги одведат во прифатниот центар во Скопје, каде во моментов се сместени околу 300. Во Велес во текот на ноќта, но се почесто и во текот на денот, може да се забележат групи на мигранти како се движат по пругата во северен правец. Полициските службеници од секторот за внатрешни работи Велес редовно постапуваат согласно позитивната законска регулатива во однос на справување со овој проблем, односно во однос на постапување со мигрантите. Неодамна Црвениот крст на Република Македонија во соработка со Високиот комесаријат за бегалци и Меѓународниот комитет со седиште во Белград го започнаа проектот за поставување на табли со пишани пораки на 8 јазици наменети за мигрантите кои транзитираат низ нашава земја. Нивната цел е да се намали бројот на лицата кои го загубија животот на македонските пруги. Досега вкупно 28 лица го загубиле животот. Неодамна 14 од нив во еден ден и на едно место го загубија животот откако ги прегази воз на македонски железници. Според информациите од Министерството за внатрешни работи, транзитирањето на илегалните мигранти не е само локален проблем на кој што е изложена Македонија, туку е проблем на глобално ниво со кој се соочуваат и сите земји кои се наоѓаат на надворешните граници на Европската унија. Министерството за внатрешни работи постојано настојува на што подобро обезбедување на јужната државна граница. Бројот на родени бебиња е во негатива во однос на умрените лица за првиот квартал од 2015 година за градовите од Повардарието. За разлика од 2014, каде во истиот период има 72 повеќе починати во однос на родени лица, во 2015 истата бројка изнесува 90. Според последните информации од Државниот завод за статистика за првото тримесечие од 2015 година, вкупниот природен прираст врз основа на 9 општини од Вардарскиот регион бележи негативни бројки. Во првиот квартал има вкупно 445 живородени деца, во однос на 535 умрени лица. Склучени се вкупно 200 бракови и 32 разводи. Во однос на првите 3 месеци од 2014 година има зголемување на негативниот природен прираст. Во првиот квартал на врвот на листата со негативен природен прираст е општина Велес со 67 повеќе умрени лица во однос на живородени деца. Во Свети Николе и Демиркапе исто така е забележан негативен прираст, 17 односно 14 повеќе умрени лица во однос на родените. На дното од листата на општини со негативен прираст се Лозово со 7, Кавадарци со 3, односно Росуман со 1 повеќе умрено лице во однос на живородени деца. Во истиот период во општина Чашка се родиле 41, а починале 28 лица, со што се бележи позитивен тренд на природното движење на населението. Во Неготино и Градско имаат по 3 повеќе родени лица отколку починати. За истиот период минимален пат на природниот прираст од 2014 има и во однос на склучени бракови, но и пат на разводи. По 61 брак се склучени во Велес и Кавадарци. Овие две општини имаат по 17, односно 13 разводи за 3-месечниот период. Неготино бележи 32 бракови и само еден развод, а Свети Николе 17 склучени бракови без регистрирани бракоразводи. Во останатите помали општини од регионот се официјализирале вкупно 29 двојки, а регистриран е само еден развод. Следуваат вестите од Македонија. Демонстрантите признаа вината и заработија условни казни. Македонски компании представени на над 20 странски пазари. Вчера се одбележа Светскиот ден на културната разновидност, а денес е Меѓународен ден на биолошката разновидност. Горан Митановски, војкото на Мартин Нешковски, доби казна затвор од 10 месеци за учество во толпа што ќе спречи службено лице во вршење службено дејствие. Останатите осумнина се ослободуваат од притвор и добија условна казна од 3 месеци која нема да се изврши доколку обвинетите во рок од 1 година не сторат кривично дело. Според судот, казната е утврдена врз основа на претходно учество во исто дело, чиј што рок за проверка се уште тече. Според адвокатот на обвинетиот Митановски Мики Вујич, војкото на Мартин Нешковски, во чие име се одржа протестот на 5 мај, ја признал вината само за да не се развлече судската процедура во која покрај него вклучени се и млади луѓе.
Македонски извозни компании со поддршка на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот го представија своето производствено портфолио и капацитет пред повеќе од 20 земји. Презентацијата представува трет циклус на директни онлайн видеосредби помеѓу представници на домашни извозно ориентирани компании и економските промотори. Во рамките на овој проект се таргетираат компании од одделни сектори со потенцијал за присуство на странски пазари и крајна цел е зголемен извоз и пласма на домашните производи на странски пазари преку промоција на производното портфолио на домашните компании, а импутот на економските промотори е да се запознаат со производите и капацитетите на домашните извозници и да помогнат во изнаоѓање странски купувачи и пристап до пазари во земјите кои што ги покриваат промоторите. Проектот ќе продолжи континуирано да се реализира на квартално ниво, а агенцијата останува отворена за сите компании кои би сакале да учествуваат. Одбележан светскиот ден на културната разновидност. Студенти и професори од повеќе од 15 земји од светот, преку презентација на своите национални носии, танци и национални кујни, на Универзитетот Свети Апостол Павле по трет пат го одбележаа 21 мај, светскиот ден на културната разновидност. Мултикултурниот амбиент е еден од најзначајните карактеристики на Универзитетот Свети Апостол Павле, каде студираат студенти од повеќе од 40 земји во светот. Денеска пак Македонската канцеларија на регионалниот Центар за животна средина за Централна и Источна Европа го одбележува меѓународниот ден на биолошката разновидност преку спроведување на повеќе едукативни активности во основните училишта во општина Дојран. Активностите се во рамки на проектот развивање на капацитети за одржливост на Дојранското езеро и имаат за цел зголемување на свеста на најмладата популација за важноста за зачувување на биолошката разновидност во Дојран и заштита на Дојранското езеро. Од вестите од светот, откриена е мрежа со мигранти во Бугарија. Еден загинат во новиот напад врз руската амбасада во Дамаск. Холандската морнарица заплени 6 тони канабис на Карибите. Двајца трговци со луѓе во рамките на откривање на имигрантска мрежа се уапсени во Софија, соопшти Бугарското министерство за внатрешни работи. Трговците државјани на Ирак и Сомалија, кои имали и дозвола за престој во Бугарија, ќе бидат протерани заради закани по националната безбедност. Тие се уапсени во рамки на големата рација која доведе до апсење на 150 илегални имигранти, првенствено од Авганистан и Пакистан. Едно лице загина, а 3 се ранети кога минофрлачки гранати паднале во близина на руската амбасада во Дамаск, јави Russia Today. Како што се наведува, сите жртви се сирици, а погинатиот бил припадник на обезбедувањето на амбасадата. Сириската агенција САНА, повикувајќи се на полициски извори, наведе дека е гранатирана областа во Дамаск во која се наоѓаат амбасадите. Агенцијата додава дека сите жртви се цивили. Ова е втор пат неделава минофрлачки гранати да паѓаат во близина на седиштето на руската амбасада во сириската престолнина. Првиот пат тоа се случи во вторникот, но тогаш немаше жртви. Сириските власти по нападот веднаш реагираа, ветувајќи дека ќе ги превземат неопходните мерки за да се осигура безбедноста во амбасадата. Руската амбасада во Дамаск беше нападната и во јануари кога граната преку покривот падна во зградата. Советот за безбедност на Обединетите нации пред 2 дена го осуди нападот на амбасадата на Русија во Дамаск, оценувајќи го како терористички чин и побара одговорните кривично да одговараат. 6 тони канабис заплени холандска морнарица со криени на рибарски брод, соопшти синоќа холандскиот министер за одбрана. Тамошната морнарица го открила канабисот во текот на рутинска проверка на рибарскиот брод Caribbean Soul, јавуваат холандски медиуми. Рибарскиот брод бил пресретнат од холандски кој патролира во областа која што е дел од кралството Холандија, односно Аруба, Коракао и Сент Мартен. 12 членови на екипажот на бродот, за кој не е соопштено под чие знаме пловел, се уапсени и одведени во Порто Рико, каде што им се предадени на представници на Американската агенција за заплени на дроги.
Женската екипа на фудбалскиот клуб Кочани е новиот освојувач на Купот на Македонија. Викендов по падините на Шар планина ќе се одржи 34-тото традиционално планинарско искачување Тито Врв 2015. Повеќе за вестите од спортот од колегата Ангел Самараков. Екипата на градскиот ракометен клуб Борец продолжува со серијата победи, па на последниот надпревар на гости во Скопје против екипата на ракометниот клуб Ринија остварија тесна победа со резултат 26-24. Ова им беше заостанат надпревари на двете екипи во првата лига, по кои велешани се зацврстија на втората позиција на табелата, која ги води кон разигрување за пласман во долгопасукуваната и очекувана ракометна Суперлига. Кошаркарите на Борец баскет во спортската сала Гемиджи одиграа исто така заостанат надпревар од втората кошаркарска лига, победувајќи убедливо со 84-66 над екипата на Шкупи. Борец баскет моментално се наоѓа на делба на второто место со 31 поен, заедно со екипите на Радовиш и Бест, но подобрата кош разлика на Бест ги прави најблиску до пласман во првата лига. Во последното коло Борец баскет игра дома со последно пласираниот Дино баскет, а ривалот Бест со Пелистер. Вчерашното возбудливо финале на женскиот куп на Македонија го освои екипата на фудбалскиот клуб Кочани, која тесно го совлада лидерот на табелата во женскиот фудбал Драгон со 3:2. Надпреварот се одигра на фудбалското игралиште во тренинг центарот Петар Милошевски во Скопје, а овие две екипи по трет пат ги одмерија силите во оваа година. Медалите и пехорот на победникот ги доделија членовите на управниот одбор и секретарот на Фудбалската федерација на Македонија, како и од Комисијата на женскиот фудбал. Фантастично одиграната година одбојкарките на работнички ја завршија и прославија со шампионската титула, откако во последниот пети решавачки меч од финалната плейоф серија, тимот од Градски парк тесно го победи составот на Јанта Волеј со 13:0. Оваа титула за женскиот одбојкарски клуб работнички е сосема заслужена ако се земе во предвид дека претходно го победија истиот тим и го освоија трофеот во Купот на Македонија. Викендов по падините на Шар планина ќе се одржи 34-тото традиционално искачување Тито Врв 2015 под организација на планинарскиот клуб Љуботен. Највисокиот врв на Шара од 2747 метри и оваа година ќе биде вистински предизвик за повеќе од 1000 планинари од 44 планинарски друштва од целиот Балкан да учествуваат на оваа манифестација која се минува за околу 4,5 часа. Учесниците во сабота ќе пристигнат на Попова шапка, а во недела наутро планинарската колона ќе се упати кон врвот каде по кратка пауза ќе се врати онаму каде што тргнале. Подготовките за организирање и одбележување на патеката според пропишаните стандарди веќе се завршени, а долж неа ќе има пунктови кои ќе обезбедуваат упатување и давање информации и прва помош за потребите на учесниците. Во серијата за силувања кој месецов ги направи ракометниот клуб Вардар, новото официјално име кое се запиша во составот на црвено-црните е 23 годишниот руски репрезентативец Александар Деревен, кој го официјализираше својот настап со 3-годишен договор. Деревен од ЕХФ е номиниран за најдобар млад ракометар на сезоната, а на светското првенство кое се одржа во Катар беше избран во All-Star тимот на играчи кои првпат зиграле на еден ваков мундијал. Во Вардар тој дојде од тимот на рускиот Чеховски медведи, па како еден од најталентираните леви бекови во ракомет на Европа, ќе се обиде на најдобар можен начин да дојде во првиот избор на тренерот Раул Гонзалес. Во вториот финален надпревар од Западот, Голден Стейт славеше над екипата на Хјустон и победа со 12:0 во серијата надпревари. Мориньо и Азар се здобија со наградите и признанијата за најдобар менаџер и играч во Премиер лигата. Георгиевски со нов договор за Тулус.
Во финалната плейоф серија мечеви од западната конференција, екипата на Голден Стейт го победија Хјустон во фантастично возбудлив надпревар со тесен резултат од 98 наспроти 97. Каре ги предводеше војните во втората победа над Рокетите со 33 поени и 17 скока, а Джеймс Харден во спортивниот табор се истакна со 38 поени, 10 скока и 9 асистенции. Вечерва е вториот плейоф дуел од НБА Истокот помеѓу екипите на Атланта и Кливленд. Добитниците на главните награди во англиската премиер лига за најдобар менаџер и фудбалер во елитното англиско друштво се Жозе Мориньо и Еден Азар, откако го предводеа во изминатата сезона фудбалскиот клуб Челси до шампионската титула. За Мориньо ова е трето признание по 2005 и во 2006 година, а португалецот е избран и за менаџер на сезоната. Белгиецот Азар постигна 14 погодоци, надополнети со 9 асистенции. Фасцинантните партии на нашето репрезентативно десно крило Гоце Георгиевски во минатите 2 месеци во дресот на францускиот Тулус беа доволен повод за истоимениот клуб да му понуди продолжување на настапите. Тој е презадоволен од третманот и брзата адаптација во францускиот шампионат, па денес и официјално стави потпис од 1 година со можност за продолжување на истиот за дополнителни 12 месеци. Георгиевски за официјалната веб страна на клубот изјави надеж дека во претстојната сезона ќе придонесе повеќе за својот клуб и ќе бидат подобро пласирани на табелата. Времето денеска беше умерено облачно со повремени сончеви периоди. Утре се очекува стабилизација на времето, додека во недела ќе биде умерено облачно со повремени сончеви периоди, врнежи од дожд и пад на температурите. Ова беше се за денеска. Останете и понатаму со нашата програма. Имајте пријатна вечер.